Откупувачите на тутун годинава склучија околу 30.000 договори со тутунарите за 26,5 милиони килограми на тутун. За разлика од лани, бројот на склучени договори е намален незначително, но мора да се потенцира тоа дека иако и лани се очекуваше производство од околу 26.000 тони на тутун, се откупија само 15.000 тони. Според директорот на Државниот земјоделски инспекторат Јане Станковски, годинава временските услови биле добри за тутунопроизводството и се очекувало побогат род. Сметам дека, како што кажа претходно, климатските услови кои што се оваа година се многу поволни за тутунопроизводството. Лани беше преполовено, сепак спрема нивите беа насадени, луѓето го произведија расадот и ги насадија, но стануваше збор за намалено производство по декар. Но исто како и за ланската реколта, така и за годинешната, иако се покажа одредена волја и се започнаа првични чекори за промена на законот за тутун, до тоа не дојде. Според Станковски, доколку се донесат некои измени на законот, истите може да се додадат со анекси на веќе склучените договори. Останува периодот да се продолжи, никогаш не е касно да се направи тоа. Доколку за оваа реколта сепак може да се случи договори, доколку се дојде до промени на законот за тутун, има време и за тоа, ќе се конституира парламентот. Ако се договорат засегнатите страни дека одговара нови членови какви биле тие членови во законот за тутун, со анекси може сигурно да се променат договорите и текот на откупот на тутун. Инаку тутунот од ланската реколта се откупи по просечна цена од 365 денари за килограм и скоро целиот беше откупен во прва класа. Субвенциите за секоја класа беа покачени за 20 денари и субвенцијата за прва класа достигна до 100 денари за килограм. Како годинава ќе се одвие откупот и дали тутунарите ќе бидат задоволни, ќе покаже периодот кој следува.